Добра ти вечер, Македонија. Добродојавте во ново издание на Сцена или забавните минути на телевизија Нова. Се надевам дека го истеравте некако понеделникот, првиот работен ден, со оглед на тоа дека имавме многу сонци, се уште го имаме. Сигурен сум дека искористивте малку и да прошетате. Сега кога сте веќе пред вашите ТВ екрани, да го прегледате новото издание на Сцена. Еве дел од содржините. Денеска во Сцена, кој виде и кого видоа годинава на модниот викенд. Колку политичарите ја следат модата. Гледајте не до самиот крај. Да, она што беше актуелно изминатиот викенд, маскембалот, а сите ги видовме оние најинтересни маски по социјалните мрежи и се разбира новото издание 13-тото поред на Фешн Викендот. Бевме таму сите 3 вечери, уснимавме се тоа што требаше да го снимаме и го смонтиравме. Еве ви целосен прилог и приказ како ние гледаме на ово издание на Фешн Викенд. Тамара Џурич си добини секојдневен поклон од газдата, вреден дури 160.000 евра. Старецата од како раскина со дечкото Дејан Палич или познат како Макарона, тој не прекинува да ја изненадува и да се обидува да ја обнови нивната љубов, со што ги плаќа и купува сите нејзини хирови. Во овој случај, нејзиниот хир е еден од најскапите модели на Мерцедес. А Тамара отиде дури до Москва, за да си го подигне подарокот кој честно го има заслужено, како што кажува таа. А да биде уште почесно, таа кажува дека Мерцедесот е само службено возило. Започна како Бруно Марс, проложи како Тина Тарнер, а сега веќе и во обид како Каролина Гочева или Цветанка Ласкова. Нашиот представник Даниел Темаговски имаше задача да настапува во улога на нашата Каролина Гочева, но очигледно неговиот настап и негово одушеви Боки Тринаеска, кој како и секогаш не се воздржа па искоментира. Боки на својот Facebook профил постираше слика од Даниел, а на истата напиша дека не знае дали е Каролина Гочева или Цветанка Ласкова. Пратиша Бенерджи, актерката која ја запознавме како малечката невеста, го зави Боливуд во црно, откако е најдена мртва. Вистинските причини за нејзината смрт се уште се непознати, но твитерџиите не почекаа ни малце, па започна да пишуваат. Ние издвоивме неколку твитови, во кои еден од твитерџиите вели дека актерката се самоубила поради депресија, затоа што реално немало друг начин за да се стави крај на серијата. Додека Ина многу фина застана во одбрана на твитерџиите и напиша дека само вистински твитерџија би се пошегувал на ваква вест. А Боби или Бетмен вели, овој пат не вели ништо, туку продава наслов кој би гласел: малечката невеста не се шегува, се обеси на 1 април. Љубопитност и желба да се види нешто ново и модерно со дизајнерски печат на домашни модни дизајнери. Во духот на она што го носи модата од 80-тите, во петокот Метрополата беше домакин на 13-тиот моден викенд. Отворањето беше препуштено во рацете на 3 дами, кои ја представија својата модна приказна. Пред самиот старт, очекување од луѓето кои освен во функција на професијата кои ја работат, тие се и редовни посетители на овој моден настан. Одаголот на еден моден колумнист. Ке се дружиме 3 дена. Многу се радувам секогаш кога доаѓа моден викенд, иако тоа е за мене вака доста напорна работа. Ама уживам да гледам реви на квалитетни дизајнери, да се дружам со луѓе, да испиме по едно кафе, да се видиме, да поаметиме, да размениме мислење, да се поразговараме што е тренд, што е ин, нели, што е аут. Од дизајнерски аспект. Во изминативе 12 изданија сме имале можност да видиме многу интересни решенија, без разлика дали се работат за цели колекции или некакви си перформанси на млади и модни креатори. Така да се надевам дека и овој пат ќе доволно е да се најдат дури 5 креативни решенија за да наречеме дека овој моден викенд е успешен. На еден ваков настан не може да не го видиме и Мики Црнокрак, кој освен во улога на посетител и како соработник со моден викенд. Јас сум тука поради соработката која имаме со
модниот викенд и со подиум агенцијата, девојки од модно студио Црно како учествуваат на ревиите, јас сум првенствено поради тоа тука. Време беше да уживаме во првата модна приказна со подпис на Росица Мршич. Главна муза – портретите на Медео Модилјани. Женски лик кој изгледа софистицирано, едноставно, женствено и кршливо. Оваа колекција е многу поедноставена, би рекла, од тоа што до сега ми било моден израз и да кажеме како модна форма интересно да го работам. Застапени се дури и долги фустани кои што до сега не сум ги работела. Меѓутоа некако сакав да долувам една повечерна, односно повечерен изглед кој што веројатно и во некоја дневна варијанта би се појавил, за разлика од тоа што досега го работев, беше обратно, дневна варијанта која што може да добие нота на вечерен изглед. До адреса на Мршич, позитивни коментари за модната колекција. Морам да признам дека видовме малце поразлична Росица од она што сме навикнале да ја гледаме. Монохроматски тонови, она што и прилега на Росица и незиниот личен печат. Меѓутоа видовме една друга структура која користи Росица овој пат. Сепак се повикува на архитектурата од минатиот и овој век, нели со футуристички и некои асиметрични форми. Во секој случај мислам дека е многу носливо и многу модерно. Долго го следам незината работа и можем да видам еден еволутивен процес во незините креации. Можем да видам нешто сосема различно. А секогаш промената многу ми се допаѓа, некако како да го гради својот стил, како да расте во еден сериозен дизајн. Колку од оние кои ја следат модата им е важно својот гардеробер да го подноват со модно парче токму од моден викенд. Па да ми искрено имам многу малку. Меѓутоа јас не сум репер, затоа што јас сепак се занимавам последниве 13-14 години со трговија и најчесто облеката која што ја носам е она која што на крај ќе остане во дуќан, па велам зошто да го дам на попус, ќе си го земам јас, нели многу практично. Јас сум си доследна на својот стил и на својот став, дека тоа што мене ми се свига, јас ќе си го купам, а ако не, само ќе го гледам на писта. Олгица Георгиева, преку модната колекција, која ја најавува пролетта, се обиде да ги разбуди сетилата преку 15 модни парчиња во доминантна црвена боја. На контрасти и спој на неспоивото за Силвија Михајловска-Алшар. Се обидов да спојам неколку неспоиви работи кои што се карактеристични за мојата работа. И тоа да спојам спортски елементи со сликарски елементи, да спојам геометрија со флуидност, карнири, значи така да спојам неколку работи кои што ќе додадат интересност на целата колекција. Колку на модните дизајнери им е важно како тие изгледаат на својата собствена ревија. Па, важно е. Мислам, колку и да нели се нема време секогаш, важно е. Креаторот најчесто последно размислува за себе, лично сака минималистички парчиња, значи приватно тотално минималистички се облекувам. Без додатоци, без ништо, најчесто во црна боја. Во однос на посетителите пак, го забележавме и ова. Интересен и храбар аутфит, ова е заради модниот викенд или за првоаприлскиот маскенбал? Ова е поради модниот викенд и поради првоаприлскиот маскенбал. Поради тоа што сегаш после моден викенд се излегува, така да споја на двете. Кажи ми дали треба ваков некој настан посветен на модата за можеби луѓето похрабро да се облечат и можеби да извадат од дорманот она што можеби никогаш не го облекле. Според мене треба тоа смелото да излага секој ден. Но да, во Македонија модните настани се тие каде што луѓето излегуваат посмело од дома отколку секојдневно. Удобно ти е на овие високи подпетици? Да кажам право, многу се удобни. Платформата вајде нешто ми објаснува, ама да, удобно е. Сум издржал на нив веќе 9 сати еднаш, сега се надевам подолго.
Тоа значи дека ова е храбар потек, можеби од посилниот пол да почнат да носат високи подпетици. Да, високите подпетици имаат започнато од повисокиот пол. Не сметам дека е храбар потек, поради тоа што надвор од Македонија е многу чест потек. Исто така постои група казаки кои се танчери, кои танцуваат во штикли. Во Македонија е храбар потек, ама за 1 април е најнормално. А таму некаде, во духот на 80-тите, и Синди Лопер. Моментот е што сум маскиран во Синди Лопер, така да Girls Just Wanna Have Fun нека биде песната за вечерва. А како се снаоѓа на високи подпетици? Воопшто не, мислам дека ќе прокрварам до крајот на вечерта, пошто се 3 броја помали од тоа што носам, ама се надевам дека ќе work it out. Со нови модни парчиња беше најавена пролет лето сезоната, но и со креативни маски символично по повод 1 април. Скопје изминатите 3 дена беше домаќин на модата. Да живеат 80-тите. Се извинуваме затоа што не можевме баш цел моден викенд да ви го презентираме, затоа што ќе ни треба многу повеќе емисии, многу повеќе време, но успеавме барем дел од оние интересни модели, а и оние кои што вон сцената беа модели со штикли и така натаму, кои што сметавме дека ќе бидат интересни за нашите гледачи. Одиме понатаму кога сме кај модниот викенд, покрај оние естрадни фаци, модни фаци, имаше и политичари. Да, се дружевме со еден, поточно градоначалникот на Дојран. Еве што тој бараше на модниот викенд. Но златно правило за дрес-кодот во политиката важи стандарден стил за политичарите кои можеме да ги видиме на говорници и митинзи. По кежуал варијанта, односно кошула и јакна, кога имаат допир со граѓаните. Облеката е огледало на човекот, но можеби и главен елемент за прв печаток. Неслучајно започнавме на тема политичари и дрес-код, затоа што модниот викенд во Скопје беше примамлив настан и за политичката фела. Градоначалникот на општина Дојран, Борче Стамов, помеѓу присутните. Прекрасна манифестација, убаво е да се посетува како градоначалник или надвор од работата, убаво е да се присуствува на сите јавни настани, културни случувања. Само што помисливме дека приватно е дојден на овој настан, ни го потврди спротивното. Се обидуваме да даеме голема поддршка и на она културното живење и спремаме и во Дојран една слична некоја модна ревија веќе 2 години наназад, па еве да видиме искуство и во овде во Скопје како се организира, правиме некоја соработки, се надеваме некоја слична манифестација и во Дојран да. По иницијатива на неговата понежна половина, градоначалникот во први редови на моден викенд. За прв пат сум на моден викенд и морам да признам ова е еден од оние компромисите кои се прават со девојка ми за посрекна и по добра врска. Така што генерално сме една нејзина иницијатива, меѓутоа едно убаво случување на кое е добро да се присуствува и да се види. Кога веќе сме на модно случување, политиката ја оставивме на страна. Колку е важен стилот за еден човек кој што се занимава со политиката, изгледа можеби поинаку кога станува збор за она професионална дејност која вршите и за она приватно кога ќе излезете на прошетка некако. Воопшто стилот е важен за и облекувањето за секој човек, било во било која професија и вклучително и во политиката. Можеби во други земји на тоа многу посериозно се посветува внимание, кај нас малку помалку или како и да е, меѓутоа онаа поговорка или изрека нема втора шанса за прв печаток, така да стилот е сосема мощно важен. Впечаток на сериозност е она што налага неговата професија, но што е кога е надвор од општинската зграда? Се разбира, кежуал најкомотно или најкежуал се чувствам во така по-спортска варијанта или по-опуштена кравата. Ретко носам, оделото е веќе пропратен елемент или униформа, работна униформа, така што се трудиме надвор од работните обврски, буквално кежуал е најкомотно и најдобро за најпријатно се чувствам таму. Знаете да ги следите модните трендови? Се трудам, не дека сум нешто многу навлезен, меѓутоа знам да одберам добри парчиња, знам да се потрудам и да изгледам удобно. И тука морам да признам девојка ми многу мощна голема улога има и генерално тоа е нејзина улога, така што
јас колку можам следам. Ако помисливте дека ова случување е само за луѓето кои припаѓаат на модниот свет, грешите. Ова е показател дека политичарите, надвор од политички рамки, знаат да се забавуваат. А се забавувавме и со ова ново понеделничко издание на Сцена. Ако нешто пропуштивте, 22:45 на телевизија Нова. Имајте убав остаток од вечерта и се гледаме утре повторно во истото време. Секој добро, поздрав!